6 закони во судството и обвинителството повторно се актуализираат во јавноста под етикетата неопходни реформи, што мора поскоро да се завршат. Премиерот Мицкоски десиден вели дека суштината на тие предлози не е подобра правда, туку зголемување на платите во правосудниот систем. Тој ги потсети граѓаните дека следната година државата мора да врати повеќе од 2 милиарди евра долгови, што дополнително го притиска буџетот од 6,5 милиарди евра. А што се однесува до реформите се однесуваат на зголемување на платите. Тоа е главната реформа. Тоа се реформите. С промената во 6 закони, обвинителска служба, судска служба, судски совет, совет на јавни обвинители и така натаму, главната реформа која што е дел од ова све е да се зголемат платите. Следната година треба да вратиме како држава поради задолжување во минатото, не од оваа влада, повеќе од 2 милиарди евра. Повеќе од 2 милиарди евра во буџет од околу 6,5 милиарди евра. Тука треба да имаме пензии, социјални трансфери, плати, комунални трошоци и треба да вратиме повеќе од 2 милиарди евра некој кој што душмански ја задолжувал државата и неродените генерации. Ако вие мислите дека, или јавноста, ја повикувам јавноста, нека каже, ако мисли дека треба да ги дуплираме платите на обвинителите и судиите, слободно кажете. Јас ќе донирам мојата плата за обвинителите, ама нека судат барем ја обвинуваат согласно закон, а не како што прават до сега. Премиерот потенцира дека довербата во судството е меѓу најниските и дека владата нема да ги зголемува финансиите за систем кој не покажува резултати, ниту пак може да издвојува пари повеќе од најразвиените земји во Европската унија. Покрај буџетските ограничувања на политичката сцена се актуализира и друго прашање: дали конечно ќе има смена на јавниот обвинител Љубомир Коцевски? Што се однесува до Коцевски, почекајте и ќе видите. Во сетот за реформи во правосудството и кривичниот законник, кој треба да ги врати казните за функционерите при злоупотреба на службената положба од членот 353, кој СДСМ и ДУИ го променија со европско знаменце пред 2 години. Во сетот измени опфатени и се препораките на оценската мисија за судскиот совет, но судско-обвинителската фела, како повеќе да се грижи за прописите со кои би си ги зголемиле платите и привилегиите, отколку за длабински реформи кои ќе ја зголемат независноста и довербата во системот.